Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер, ова е ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас во оваа емисија ќе биде Јане Бојаджиевски. Државната секретарка на САД планира средба со председателот на Бурма во рамки на азиската турнеја, откако Вашингтон ги укина економските санкции против оваа земја. Во Вашингтон пак републиканците, кои се мнозинство во представничкиот дом, повторно се изјаснија против законот за здравствена заштита. Следат најновите вести. Хилари Клинтон треба да се сретне со председателот на Бурма Тейн Сейн. Ова информација што доаѓа по соопштението за формално укинување на економските санкции на САД против оваа азиска држава. Представник на Стейт Департментот за Гласот на Америка изјави дека разговорите се закажани за петок, на маргините на конференција во Камбоџа. САД вчера ги прекинаа санкциите, дозволувајќи на американски компании да инвестираат во Бурма. Американски официјални лица велат дека Кина покажува знаци дека е подготвена за разговори со соседите за решавање на проблематичните територијални прашања во Јужното Кинеско море. На маргините на конференцијата на Јужноазиски нации, АСЕАН, американската државна секретарка се сретна со нејзиниот кинески колега кој сигнализираше спремност на неговата земја за учество во преговорите, што може да започнат уште во септември. Брунеј, Кина, Малезија, Филипините, Тајван и Виетнам имаат интереси во Јужното Кинеско море. Со 224 за и 185 против, представничкиот дом во САД, кој е под контрола на републиканците, по 33 пат гласаше за укинување на законот за здравствена заштита на председателот Барак Обама. Председателот на представничкиот дом Џон Бејнер рече дека реформата во системот за здравствена заштита е премногу скапа и не отвара нови работни места. Врховниот суд се произнесе дека делот од законот кој бара секој граѓанин да има здравствено осигурување или да се соочи со парична казна е уставен. Годишна средба на љубители на стрипот и поп културата воопшто Комик Кон ќе привлече 126.000 посетители во центарот на Сан Диего, Калифорнија. Меѓународниот фестивал за стрип автори е најголемо годишно шоу. Официјални лица од туризмот во Сан Диего наведуваат дека градот очекува да инкасира $75 милиони. Во продолжение на Newsflash, трансатлантската студентска иницијатива Бенџамин Франклин ја спонзорира Стейт Департментот, а ја реализира Универзитетот Вејк Форест во сојузната држава Северна Каролина. Годинава учествуваат 58 ученици и од странство и 10 од САД. Меѓу нив е Михаела Димовска од Македонија. Таа вчера беше гостин на Гласот на Америка. Со неја разговараше Јулија Велковска. Ова е 7-ма година поред ученици од Централна и Источна Европа и САД да разменуваат идеи за заедничките вредности и почитување на принципите на слобода и соработка. Годинава се одржува од 30 јуни до 26 јули, а целта на иницијативата е да ги унапреди односите меѓу младите од овие делови на светот. Инспирирана е од еден од основачите на САД, Бенџамин Франклин, познатиот поборник за верска толеранција и слобода на говорот. Македонија годинава ја представува Михаела Димовска од Битола. Вели дека посетите на Вашингтон и Филаделфија биле одлична можност теоретската основа од Вејк Форест да се види на дело. Наставата ја опише како интерактивна, со бројни дебати и симулации. Наученото, вели таа, со задоволство би го пренела во Македонија. Да, значи кога ќе се вратам во Македонија, веќе имам закажана презентација во американското катче во Битола, каде што ќе пренесам дел од искуството од BFTF, потоа се надевам дека и во другите американски катчиња низ Македонија ќе можам да го пренесам истото. Програмата ги акцентира проблемите во одредени земји од каде потекнуваат учениците, како и влијанието на медиумите воопшто. Таа воедно и можност за остварување на професионални контакти и нови пријателства, изјави Михаела. Сите се вклопивме одлично, навистина учиме еден од друг, се прашуваме за нашите земји, каква е културата во другите земји, искусив различни јадења, имавме интернационална вечера, што беше многу интересно искуство, да се дознае нешто повеќе за храната, за културата, менталитетот на луѓето. Навистина одлична можност за запознавање нови луѓе, остварување контакти и секако животни пријателства. Конкурсот за учество во трансатлантската студентска иницијатива Бенџамин Франклин го објавува амбасадата на Соединетите Американски држави во Македонија еднаш годишно.
Маскотите ја креваат возбудата на секој надпревар во САД, од средните училишта до NBA. Ги користат и компании и корпорации за да презентираат попријателски имидж. Што е тоа што ги тера луѓето да стават крзно на себе, особено при вакво лето со екстремно високи температури? Ова е летниот камп за маскоти во Харисбург, Пенсилванија. I am the Wildcat. I learned a lot just about how to develop my personality. Некои како средношколецот Джеси Кинг се тука по прв пат. Затоа половина од учесниците доаѓаат со години, како Френк Веспи, маскота со полно работно време на професионален бейсбол тим. I would like to present Сакам да им ги пренесам вештините што ги стекнав, но и да научам нови. learn new skills along the way. Карен Симонс работи хонорарно како маскота на ресторан. I've been doing this for 11 years. Маскота сум веќе 11 години. Ми дава оддишка. Редовно сум вработена во федералната влада и понекогаш тоа може да биде многу напорно и стресно. Кампот го води маскотата ветеран Ерин Бленк. I started Keystone Mascots about Го основав пред 15 години, главно затоа што имаше потреба маскотите како мене да научат за работата, вештините, костумите. Таа до ден денес е маскота за повеќе спортски екипи и организации. At 42 years old, На 42 годишна возраст се уште сум маскота. Зависна сум. Се обидов 4 пати да се откажам, но безуспешно. Со оглед дека една од најстарите маскоти во мојот камп има 72 години, уште долго време ќе бидам маскота. Бланк прави и костуми за маскотите во незиното студио. Незината креација за фудбалскиот тим од Ланкастер Сити по изведбата беше како извадена од вода. oh, when I put it on, it's probably about 5 degrees hotter. Кога ја ставив на себе, температурата беше 5 степени повисока од надвор. И покрај жештините од речиси 37 степени, маскотите уживаат во настапите, исто како и публиката. Утре во Newsflash, 15-годишната Кайла Рос од Јужна Калифорнија е најмлада членка на американскиот гимнастичарски тим на Олимпијадата. Престиж да се биде дел од него, но и многу пот и откажувања. Не пропуштајте утрешната емисија. Утре во Newsflash, деноноќно во салата. Олимпијадата ќе ни го окупира вниманието неколку недели, но колку траат подготовките? Гледајте утре во Newsflash. Го гледате Newsflash на гласот на Америка на македонски. Јас сум Јане Бојаджиевски од студиото во Вашингтон. За најнови содржини посетете и нашата веб страница glasnaamerika.com, а станете наш пријател на Facebook. Пријатна вечер. Се гледаме утре.